македонската јавност имаше можност од највисоко европско ниво да добие 3 важни и целосни потврди за тоа што го зборувавме како партија месеци наназад, а кое што беше демантирано од страна владеачката ВМРО. Прво, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта јасно порача дека уставните измени се, сакам јасно да биде се тоа, единствен услов за формално отворање на преговорите со Европската унија. И тука веќе треба да престане секаква дилема и дебата и манипулација на ова прашање. Второ, вчера вечер Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот на Томас Вајц за Македонија. За жал, повторно имаме потврда за оно што го зборувавме месеци наназад. Тука се констатира, цитирам, дека нема напредок од последниот извештај. Тоа значи дека година дена, 365 дена се изгубени без никакви реформи да се постигнат во нашата држава. Се констатира недоволен напредок во реформите, особено во областа на владењето на правото, реформите во правосудството и секако борбата против корупцијата. Трето, комитетот во извештајот ги посочува манипулациите и дезинформациите преку, цитирам, странско непријателско мешање и кампањи за дезинформација. Тоа е токму она што СДСМ го зборуваше месеци наназад дека се случува за поврзаноста на ВМРО со СНС, на Вучич и нивните заеднички кампањи. Сега тоа што го зборувавме како опозиција доаѓа потврди од Брисел. Почитувани, со Христијан Мицкоски и со ВМРО нема иднина за Македонија. Нема перспектива за Македонија. Нема подобар животен стандард за нашите граѓани. Тоа е веќе сосема јасно. Мицкоски и неговата влада воопшто немаат намера да спроведат реформи во правосудството. Напротив, сведоци сме како тој преку медиумски настапи, преку собранијската говорница, најавува истраги, најавува политички прогон и лично се меша во работата на обвинителството и судството. Сами можевме да го слушнеме како он потврдил дека зборува со јавниот обвинител и му дава насоки како да постапува. Ете, тоа е состојбата во која што денеска живееме сите ние. Сосема јасно дека никош нема да ја видиме Европа со овие криминална власт, со овие криминалци на власт. Многу е битно да се спомене и дезинформирањето и странското влијание како дел од тој антиевропски наратив кој што го тера ВМРО да помане, начело со Мицкоски, кој што е рецепт на Вучич и СНС, сестринската партија на ВМРО. Сето она што го зборувавме наназад за мешање од страни и за дезинформации која подкопуваат демократијата во нашата држава, тоа веќе официјално е потврдено од самиот Брисел, од самиот дел на Европската унија. Крајната цел сосема јасна, тоа е да се води една антиевропска кампања за да се спречи внесувањето на малцинствата, со тоа да се спречи влезот на Македонија во Европската унија. Вице-премиерот Стоилковиќ, човек кој што е со директна врска со БИА и со ноктите волци, јавно ја турка агендата и на Србија и на Русија. Се организира во Куманово подршка на Вучич, без да имаме никаков коментар од страна на власт, од страна на Мицкоски, што значи дека заедно е тоа работено и дека со молчењето всушност се одобрува овој собир. Сето тоа е дел од истата слика, а тоа е одржување на изолацијата и спречување на европскиот пат на нашата земја. Дел од ова сценарио секако и лажниот патриотизам на премиерот Мицкоски. Тој со неговата пропаганда месеци наназад шири лаги и не уверува дека ако треба ќе јадеме корења, доколку се внесат малцинствата во уставот, со тоа ќе бил наводно загрозен македонскиот јазик, македонската култура и нашиот национален идентитет. Чиста лага, чиста манипулација. Она што сакам денес да го потврдам многу јасно е дека на виделини излегуваат сите овие манипулации и веќе не може да се крие таа стратегија антидржавна и антимакедонска. Они со нивните семејства, со бугарски пасоши, со деца со бугарски пасоши, со авиони патуваат до летните дестинации, додека обичниот граѓанин чека 10 часа и потоа го уверуваме нели како влада дека треба да се јадат корења. Почитувани, овде не станува збор за никаква заштита од страна на Мицкоски за
македонскиот национален идентитет. Овде станува збор за заштита на неговата криминална моќ, односно криминалната моќ на неговата група. Впрочем, тој и целта на целата оваа кампања да се спречи Македонија да влезе во Европската Унија, за да може без никаква контрола и без никаква одговорност да се извршат секакви кражби. Затоа и овој лажен патриотизам. Затоа и служила наводна борба против бугарите, преправање дека се борат со бугарите, а имат бугарски пасоши, а всушност се борат против Европа и европската иднина на нашата држава. Европската кампања на нивните новинари и евроскептицизмот се спротивни на волјата на дури 77% од граѓаните кои сакаат Европската Унија, кои јасно се изразија дека сакаат да живеат во Европска Македонија. Затоа, доста со оваа пропаганда. Пред Македонија се наоѓа историска шанса, која или ќе ја искористиме, или ќе чекаме повторно децении за да го фатиме европскиот колосек. Цената, за жал, ќе ја прати државата, ќе ја платат граѓаните, ќе ја платиме сите ние. А токму тоа е она што го сака Мицкоски и неговата криминална група. Затоа, уште еднаш повикуваме, распишете референдум веднаш. Граѓаните нека оценат дали сакаат изолација или сакаат да живеат во Европска Македонија. Затоа повикуваме реформи сега, Европа сега. Благодарам.